Живнува Преспанското езеро. За 6 месеци водостојот се зголемил за скоро 1,5 метри. Од секторот за животна средина од општина Ресен велат освен што се полни, трендот на празнење на езерото го нема, а во просек со уште 2 вакви хидролошки години, нивото ќе се врати како во 2000 година. Сега последното мерење што го имаме како податок е на ниво на 842 метри и заперка 0,8 сантиметри. Тоа покажува дека имаме некаде околу 128 до 130 сантиметар покачување на водостојот. Не само што се враќа назад Преспанското езеро, него и се забре трендот на намалување на водостојот во Преспанското езеро и сливното подрачје. Да напоменам дека и уште сливното подрачје има доволен доток на вода, на висина, уште на планините имаме понекој снежна количина, така што се надевам дека уште повеќе водостојот ќе во покачување. Добра вест велат екологистите и тоа што се намалува и загадувањето на почвата, која беше една од причините за лошата состојба на езерото, бидејќи се повеќе овоштари се насочуваат кон органско производство и употреба на органски препарати и ѓубрива. Јавната свест и совесноста кон односот кон животната средина значително се подобрува во Преспа. Се повеќе земјоделци се охрабруваат да имаат свое органско производство, да се обидуваат со некои модели како пермакултури. Сметам дека сме на правиот пат, иако оди со бавни чекори. Почетокот го направивме, па се надевам дека за скоро ќе ги видиме и првите видливи резултати. Изминатите неколку години состојбата со Преспанското езеро беше крајно алармантна. Водниот басен неконтролирано се намалуваше, а цели брегови остануваа пресушени на површината. Оваа пролет езерото дише малку полесно поради дождовите, но се вкупниот волумен на вода е за околу 60% помал во однос на состојбата од пред 6 децении, што бара постојана будност и долгорочни решенија.